Ако секоја година по расадувањето, доматите ти стојат како заковани, листовите долу почнуваат да пожолтуваат, а растенијето со недели не мрднува од место, тогаш проблемот често не е само во времето, ниту во сортата. Многу често грешката почнува уште во дупката каде што го садиш расадот. И тука многу градинари сами си го расипуваат стартот. Едни го садат доматот во сосема сиромашна земја и потоа чекаат чудо. Други пак во дупката ставаат се што ќе најдат во шупа. Малку пепел, малку џубриво, малку лушпи, малку компост, па уште нешто што го слушнале од соселот. А доматот не бара ритуал. Бара нормален почеток. Денес ке ти кажам што можеш да ставиш во дупката при садење домати, како правилно да го направиш тоа и која грешка најчесто се прави веднаш по садењето, иако на прв поглед изгледа дека се е направено како што треба. Прво да расчистиме една работа. Не велам дека секоја почва е иста. Ако имаш добра, жива земја, со доволно органска материја, ако редовно додаваш зрел компост и доматите кај тебе и без посебни додатоци добро тргнуваат, тогаш можеби воопшто не ти треба суперфосфат во дупката. Но ако земјата ти е обична градинарска земја, каква што има во многу дворови и бавчи кај нас, особено ако е малку истрошена од години садење домати, пиперки и краставици на исто место, тогаш една мала стартна помош може многу да значи. Во таков случај, во дупката ставам една рамна супена лажица обичен суперфосфат. И тука, најважно не е само што ставаш, туку како го ставаш. Многумина го запомнуваат само првиот дел – една лажица суперфосфат. И потоа ја фрлаат директно во дупката, го ставаат коренот врз гранулите и мислат дека завршиле работа. А тоа не е добра работа. По расадувањето, на доматот најмногу му треба да се вкорени, да го преболи пресадувањето и мирно да тргне. Во тој момент, не му треба да прави голема зелена маса за да изгледа убаво. Му треба силен корен и стабилен почеток. Кога коренот побрзо ќе ја освои земјата, и целото растение побрзо се прибира. Помалку стои, помалку жолтее и побрзо почнува да расте. Но ако гранулите од џубривото останат како купче под самиот корен, тоа не е помош. Тоа може да биде стрес за растението. Во дупката не се прави слој од џубриво, па врз него корен. Тоа е една од најчестите грешки. Правилото е едноставно. Ставаш една супена лажица суперфосфат и добро го мешаш со земјата во самата дупка. Еве како би го направил тоа во обична македонска градина. Прво ископај нормална дупка. Не мала дупка само колку да го пикнеш расадот, туку доволно широка и длабока за коренот убаво да легне. Ако расадот е малку издолжен, а тоа често се случува кога пролетта е променлива и расадот стои подолго во чашки, веднаш планирај да го посадиш малку подлабоко. Потоа, додај една рамна супена лажица суперфосфат. Не 2, не 3. Не со голем врв, затоа што ти се чини дека така ќе биде подобро. Една лажица е доволна како стартна мерка. Потоа земи малку земја од дупката и убаво измешај. Џубривото не треба да стои на едно место. Треба да се распореди во почвата. Дури потоа ставаш расад. Ако растението е здраво, сврсто и со добра боја, сади го нормално. Ако е малку издолжено, можеш да го посадиш подлабоко, затоа што доматот обично добро пушта дополнителни коренчиња по стеблото. Но не претерувај. Не мора да го виткаш стеблото во круг и да правиш акробации само затоа што некаде си видел таков совет. Сади мирно, според состојбата на расадот. Потоа затрупај со земја, благо притисни околу растението, за коренот да има добар контакт со почвата и полевај нормално. Нормално значи да не направиш мочуриште. Кај нас, особено во потоплите места како Гевгелиско, Велешко, Штипско или Скопско, луѓето понекогаш се плашат од жегата и веднаш претеруваат со вода.
Но доматот не сака коренот да стои во кал. Му треба влага, не давење. Најдобро е расадувањето да се прави рано наутро или доцна попладне, особено кога деновите веќе се жешки. Ако садиш на пладне под силно сонце, растенијето многу потешко го поднесува пресадувањето. Значи, шемата е едноставна. Ископај дупка. Додај една лажица суперфосфат. Измешај го со земјата. Засади го доматот. Полеј умерено. И потоа, остави го растенијето да се прифати. Сега да кажам што не треба да се прави, затоа што половина од проблемите не доаѓаат од тоа што нешто не сме ставиле, туку од тоа што сме ставиле премногу. Не ја претворај дупката во магацин. Не треба во една иста дупка да фрлиш суперфосфат, пепел, минерално џубриво, лушпи од јајца, свежо арско џубре, компост и уште некоја домашна смеса. Доматот не бара цела шупа под коренот. Бара уреден почеток. Не ставај џубриво на око. Тоа правило, колку повеќе толку подобро, кај доматите често прави проблем. Во дупката не е важна дарежливоста, туку мерката. Една лажица е доволна како старт. Потоа растенијето ќе живее од целата почва, од влагата, од сонцето и од нормалната нега. Не ставај свежо арско џубре директно под доматот. Тоа е стара грешка што уште се повторува по градините. Свежото џубре во дупка не е сигурна помош. Може да загрее, да го изгори коренот, да донесе премногу азот и да направи растенијето да оди во лист, а не во здрав плод. Ако користиш органска материја, нека биде добро прегорена и зрела. И нека биде дел од почвата, а не груба грудка директно под коренот. И уште нешто важно. Добрата дупка не спасува лош расад. Ако растенијето е многу слабо, бледо, тенко како конец и веќе изморено, една лажица суперфосфат нема да го претвори во силен домат. Дупката му помага на нормален расад полесно да стартува. Таа не прави чудо од растение што веќе е во многу лоша состојба. Сега доаѓаме до најважната грешка по садењето. Луѓето ќе направат се како што треба. Ќе стават џубриво, ќе го измешаат, ќе го посадат доматот, ќе полеат и потоа почнуваат да го мачат растенијето од грижа. Еден ден подоцна, пак полеваат. Потоа додаваат уште нешто од озгора, па некој стимулатор, па прихрана, па чепкање околу стеблото. Па проверување дали веќе тргнало. А доматот во тие први денови не бара гужва околу себе. Бара мир. Дупката е старт. Не е целиот живот на растенијето. Таа му помага да се фати, но потоа ти не треба да му пречиш. Не ја чепкај земјата секој ден. Не трчај околу него со 5 различни шишиња. Не очекувај утре наутро да порасне како да си го повлекол нагоре. По расадувањето, доматот прво се прилагодува. Коренот работи, иако ти над земја можеби не гледаш голема промена. Тоа е нормално. Во нашите услови, особено кога мај и јуни знаат да бидат топли и суви, важно е да не го оставиш растенијето без вода, но исто толку важно е да не го претвориш коренот во кал. Полевај разумно, најдобро наутро или навечер, и гледај земјата да биде влажна, а не постојано натопена. Ако имаш силно сонце и сув ветер, мал слој слама, исушена трева или друг чист малч околу растенијето, може да помогне земјата подолго да држи влага. Само не го лепи малчот директно до стеблото. Остави малку простор за растенијето да дише. Значи, по садењето не треба паника. Си го посадил доматот, си му дал старт, си го полеал нормално, потоа му даваш неколку дена мир. Не го давиш, не го прегреваш, не го прехрануваш пред време и не правиш непотребна суета околу него. Во таква шема, дупката на вистина си ја врши работата. И уште една работа, за да не одиме во друга крајност. Не прави култ од суперфосфатот. Ако земјата ти е добра, ако редовно додаваш компост,
Ако не садиш домати секоја година на истото место и растенијата кај тебе добро тргнуваат, тоа не значи дека без таа една лажица ништо нема да успее. Ке успее. Но на обична изморена градинарска почва, една ваква едноставна стартна шема често му помага на доматот полесно да се прифати и побрзо да тргне. Тоа не е магија. Не е тајна формула. Само е практичен чекор со мера. И запомни уште нешто. Ако доматот не тргнал во раст веднаш следниот ден, тоа не значи дека нешто е лошо и дека мора веднаш да го полиеш со уште нешто. Не брзај да спасуваш растение што се уште само се прилагодува. Ако кратко ја собереме целата работа, шемата е оваа. На обична градинарска почва, во дупката стави една рамна супена лажица суперфосфат. Задолжително измешај го со земјата. Засади го доматот мирно, без непотребни трикови. Полеј нормално. Потоа, не го претвори одгледувањето во нервозно трчање околу секој корен. Токму така доматот добива добар старт, без вишок суета. Затоа, ако сакаш доматите по расадувањето да не стојат како мртви и побрзо да се прифатат, не прави од дупката мешавина од сите народни совети што си ги слушнал. Една јасна и правилно направена постапка често вреди повеќе од 5 случајни додатоци во иста дупка. Напиши во коментар што ти обично ставаш во дупката при садење домати. Суперфосфат, пепел, компост, прегорено арско џубре или ништо посебно. Баш ме интересира која шема најдобро се покажала во твојата градина. И претплати се на каналот за да не ги пропуштиш следните корисни видеа.